НАТО самитот во Вашингтон мина во знак на поддршка за Украина и нејзината одбрана од руската инвазија и опасност од проширување на конфликтот, вклучувајќи го и Балканот. Киев ќе добие дополнителна воена помош, а слетаа веќе и борбените авиони Фи-16. Во Вашингтон, каде пред 75 години е подпишан договорот за формирање на Североатлантскиот сојуз, на фемили фото е и Христијан Мицковски. Македонскиот премиер е во друштво со унгарскиот Виктор Орбан. Каква случајност? Во ово издание на Трин гостин е поранешниот амбасадор во Брисел Андреј Лепавцов. Амбасадоре, македонскиот премиер вети во Вашингтон ги преземаме сите обврски, ќе стоиме рамо до рамо со нашите НАТО сојузници. Ќе се издвојува 2% од годишниот буџет. Тоа не е изборно ветување, туку меѓународна преземена обврска. Што значат овие гаранции? Ние ми се чини дека имаме веќе 2% од GDP исполнување за одбраната со една интенција која генерално и кружеше како, да речем, најава на самиот НАТО самит, дека ќе може и да се зголемо и повеќе. Значи, јас не би се изненадил да и таа бројка достигне во следните години како обврска и до 3% од GDP. Ние треба да сме свесни дека како членка на НАТО имаме обврска да држиме армијата во форма и тоа не треба да биде проблем, туку треба да биде обврска и мотивација да ја подобруваме нашата армија со тоа што ќе се подобрува обуката, опремата на армијата на Република Македонија и тука нема дилеми околу тоа. Значи, замената со старото советско оружје со ново западно оружје треба да биде приоритет и на новата влада. На одбележувањето на 75 годишнината од формирањето на Алијансата се отвори дилемата дали актуелниот претседател Џо Бајден, кој ќе трча и за нов претседателски мандат, е кадарен за реизбор, но и дилемите што доколку во Белата куќа претседател стане Доналд Трамп, кој има одредени резерви околу функционирањето на НАТО сојузот. Постои ли опасност од ново геостратешко прегрупирање во Алијансата и генерално на Балканот доколку дојде до промена во Белата куќа? Надворешната политика на Соединетите американски држави е доста комплексна од аспект на тоа дека се води и од Белата куќа, но и од Стейт Департментот како една институција која држи континуитет и цврсто ги пази американските национални интереси. Во првиот мандат претседателот Трамп можам да кажам дека имаше обид да ја наметне својата политика од страна, речем, што беше самиот претседател и од самата Бела куќа, да промени и да наметне некои своји политики на Стейт Департмент, но тоа може да се каже дека не беше толку успешно. Дали тоа ќе го направи и овој втор мандат, останува да видиме, веројатно дека ќе успее. Гласовите од Америка, како што ги слушаме, дека овој пат, доколку стане и председател, многу поподготвено, со поподготвен тим би влегол во надворешната политика. Сега, од аспект на НАТО, јас лично не верувам дека ќе би имало поголеми промени во контекст на самата организација, но дека ќе продолжат неговите заложби за зголемување на учеството на европските партнери во самата контрибуција и пред се финансиска, како што беше еден од неговите, да речем, најголеми барања во првиот мандат, да тие земат поголема обврска, да трошат повеќе пари и да бидат вклучен партнер во целата таа, да речем, тоа функционирање на НАТО. Така да не очекувам да има некои поголеми промени, освен да се повторат неговите барања за поголемо финансиско учество во трошоците на одбраната. Бајден, НАТО е помокне од било кога, но колку Алијансата е отпорна во однос на можноста за ново прегрупирање на силите во Алијансата, имајќи во предвид и интересите на Русија за поголема доминација и во регионот? НАТО
останува да биде силно и добро организирано, и еве сега ќе има и нов генерален секретар кој секако ќе даде на свој лик во целата таа организација и водење на НАТО, така да ја немам никакви сомнеш дека НАТО ќе остане на нивото кое што е сега и дури и уште повеќе, да речем, во контекст на овие глобални предизвици. Проблемот е што, ако можам така условно да речем, и другата страна, и другите страни во овој мултиполарен свет, а тоа е Русија, но и случувањата во Пацификот и во Далечна Азија, прават да на НАТО на некој начин му се усложнуваат. Му се усложнува, како да речем, битисувањето и неговата организација и неговото влијание во светот. Тоа сигурно дека НАТО е сосема свесно за овие предизвици и се прилагоди на тоа, и ако се погледат заклучоците и самата декларација од НАТО самитот кој од вчера беа објавени во 30 точки, јасно тоа е нагласено дека прво е односот кон Русија, потоа односот кон другите сили во светот, војната во Украина и најавената голема помош од Украина од 40 милиарди долари, која ќе биде испорачена во текот на идната година. Така да можеме да приметиме дека НАТО на зголемата мултиполарност и поделби во светот одговара со уште поголемо засилување на нејзината организацијска и воена моќ. Дел од европските лидери ја оценија како маниакална дипломатија шател дипломатијата всушност на унгарскиот претседател Виктор Орбан, чија земја во моментот преседава со Европската унија, што за неколку дена ги посети Киев, Москва, Пекинг. Виктор Орбан пак во писмо испратено до врвот на Еврокомисијата порача ќе биде побрутално, а ситуацијата на фронтот ќе биде полоша. Можно ли е низ преговори да се стигне до мировно примирие на завојан врз основа на прекин на руската агресија врз Украина? Рековте маниакално, јас би рекол дека сепак може би маниакално од аспект на брзината со која успеа да се сретне со сите тие лидери во самиот вклучени во тој конфликт, но во неговата обид сепак препознам добронамерност и желба за запирање на војната во Украина. Историјата кажува дека војните се запираат најчесто со договори. И тоа со политички договори, со одредени процеси кои вклучуваат вклученост на сите страни. Тоа е неговата интенција, иако тој пред самит на НАТО имаше едно негова изјава и обраќање во кој укажа на можностите од ескалација на самиот конфликт и веројатно воден од тоа свое мислење, тој се одлучи постапувањето на функцијата, да речем, биде премиер на земја членка која го сега председава со Европската унија, да направи една, да речем, негова акција во таа насока. Јас верам дека тој го мисли тоа што го прави и тој негов обид има добра намера. Не гледам дека тоа ќе има успех во следните година-две. Има одредени параметри кои водат кон ескалација на конфликтот со тоа што имаме поголема намалување на комуникацијата помеѓу НАТО и Русија, тоест нема никаква комуникација, зголемиот дотур на западно оружје на Украина, плюс формирање на специјални тренинг центри кои сега се институционализирани во самата декларација на НАТО. А од друга страна имаме зголемена соработка помеѓу Русија, Кина, која помага наменската индустрија на Русија, потоа Северна Кореја која помага, тоест имаат одредени аранжмани и купопродажби на амуниција од страна на Русија со Северна Кореја, така да јазот нажалост се зголемува. И тоа е тоа што сакаше да го каже самиот премиер Орбан, дека нештото не одат во добра насока и затоа направи еден обид, кој најверојатно ќе се покаже како неуспешен.
Следите тренинг, гостин во емисијата амбасадорот Андреј Лепавцов, одличен познавач на состојбите во Европската унија. Господин Лепавцов, по фијаското што францускиот претседател Макрон го доживеа на изборите, дали се поставува се става под знак прашање кредибилноста на Европската унија, имајќи во предвид дека по Ангела Меркел, Франција, пред се Макрон, како да ја презема целата раководна палка меѓу земјите членки во Европската унија? Дали Франција со подводството на Макрон се обидуваше да се наметне во самата Европска унија, имајќи предвид по повлекувањето на Меркел, да канцелар Шолц не покажа толку голема, да речам, умешност во водењето и наметнувањето на Германија како европски лидер, и таа празнина господин Макрон ја наметна во случајот со проширувањето. Неговите предлози од пред неколку години фактички стана и официјална политика на Европската унија за самото проширување. Така да криза, да, Европската унија има лидерска криза, што се одразува во немањето на одлуки, посебно во делот што нас не тангира, а тоа е проширувањето. Ние веќе подолго време очекуваме, како земји кандидати, очекуваме еден одреден документ кој кој е многу важен за нас, а тоа беше најавен од претседателката фон дер Лајен, како Европската унија ќе се прилагоди на проширувањето, во смисол како таа треба да се промени за да може да прими нови земји членки. Тоа нас посебно не интересира, да видиме каков ќе биде статусот на нашето проширување. Исто така и во контекст на Украина и на Молдавија и Грузија, кои од оваа година прв пат и за нив ќе има посебни извештаи околу процесот во проширувањето. Тие веќе официјално го започна. Одржава меѓувладина конференција, барем Украина и Молдавија. Така да процесот се комплицира прилично, а од друга страна гледаме дека политичката ситуација во Европа, но и политичките лидери не покажуваат доволно капацитет за една одлука која ќе значи да се продолжи со досега барем успешната политика на проширување во Европската унија, и тоа е проблем за нас. Зошто има потреба од барање на гаранции дека по уставните промени нема да уследат нови барања од официјална Софија? Значи, ние очекуваме да видиме во каква Европска унија ќе влеземе. Значи, дали ќе бидеме рамноправни на масата, дали ќе имаме само економско поврзување или пак дали ќе имаме целосно членство, што значи и политичко и економско поврзување. И таа е една дилема која можеби ако одите низ бриселските кулари нема да ја чуете, но ако одите по градовите, тоа главните градови на земјите членки како Франција, Данска, Мадрид, Белгија, тогаш нема да бидете уверени во тоа, бидејќи таму доста има малку поинакво размислување околу тоа како треба да продолжи да се проширува Европската унија. И тука е главната, да речем, главниот дилема, која не е само во Македонија. Тоа е присутно и во другите кандидати членки кои очекуваат да видат да сакаме да имаме конкретни таймлайн или временски рамки, но исто така би сакале да знаеме дали нашето членство ќе значи полноправно членство, дали ќе бидеме рамноправни на масата. Господин Лепавцов, пред одржувањето на изборите во Македонија, но и во Бугарија, имавте еден јавен настап каде рековте дека по изборот на новите раководства во Скопје и во Софија, потребно е рестартирање на односите меѓу двете соседни земји. Во Вашингтон се одржа средба меѓу бугарскиот премиер и македонскиот претседател на владата Мицковски. Не видовме фотографија од нивната средба, меѓутоа пораката на бугарскиот премиер е дека очекуваат нормализирање на односите на уште од времето пред подпишување на договорот за добрососедство и соработка 2017 година. Зошто, иако очекувавме дека со договорот за добрососедство ќе се нормализираат и релаксираат односите меѓу двете соседни земји,
всушност го добивме спротивното, на повторно заладување на релациите. Па тоа е фалинката на самиот договор. Значи, кога е еден договор асиметричен, не остава простор за долгорочно, да речем, развивање на односите и една добра намера и коректни односи помеѓу државите. Тој беше донесен во 2017 година, по една месец од кога беше изгласана новата влада, прилично избрзано, и на крај донесе да ние сега имаме најлоши односи со Бугарија, нажалост. Што се однесува до средбата со бугарскиот технички премиер, да, имаше позитивен сигнал и од негова страна. Верувам дека за да имате позитивен таков сигнал, сигурно дека и другата страна имала позитивни изјави. Иако немало фотографија, тоа ништо не значи, тоа се билатералки по мали соби во самиот НАТО центар или па во одредени места каде што се прават средби на нога. Тоа е добро што има едно такво разбирање, но сепак станува збор за технички премиер. Ние најверојатно Бугарија се движи кон повторни избори. Така да, веројатно ќе почекаме додека Бугарија добија стабилна влада, тоест стабилна политичка влада со кој ќе може сериозно да се седне и да се разговара како да се промени овој целосен наратив, бидејќи е комплетно контрапродуктивен. Апсолутно ние Македонија мора да ги развива односите со соседите во еден позитивен дух и тоа е, мислам, и интенцијата на новата влада. Спремни сме сега да ги усвоиме уставните измени, но да стапат во сила кога сите членки на Европската унија ќе го ратификуваат пристапниот протокол, кажал Мицковски во САД. Дали влегуваме во фаза на стивнување на непријателската риторика во релациите Скопје-Софија и дали всушност со непочитувањето, она за што Атина ни забележува дека не го користиме новото уставно име Република Северна Македонија согласно договорот и за внатрешна и за надворешна употреба, всушност сега хипотетички војуваме на два фронта, и со Софија и со Атина. И дали тоа може да не однесе кон внатрешна изолација? Па, видите, самиот НАТО самит покажа дека Македонија апсолутно не е изолирана, туку е дел од западниот одбранбен систем, тоа е дел од НАТО и тоа е една придобивка која ние имаме. Воопшто не станува збор за не гледам никакви параметри за ние да бидеме изолирани во било каков контекст. Она што е важно за нас е, повторно ќе кажам, воспоставување на еден нормален диалог со соседите, за да може да се најде начин како да се надмијат тие пречки. Вие спомнавте еден од тие, тоа е што беше кажано, ако не се лажам, од страна на поранешната опозиција, сегашна власт, дека може да се случи влегувањето на Бугарија во уставот да биде пред самото вклучување на Македонија во Европската унија. Така да тоа некако наведува дека мора Европската унија тука да се вклучи малку поактивно во тој процес на медијаторство, зашто на крајот целта е Македонија да биде во Европската унија. Имаше и порано такви предлози, посебно од господинот Гералд Кнаус, од неговата European Stability Initiative во контекст на Грција, во кој тој рече да се промени името, но да стане валидно тоа пред самиот влез на Македонија во Европската унија. Очигледно тоа не се случи, иако господинот Кнаус имаше одлично инвентивно решение околу тоа. Еве сега повторно се наметнува едно такво решение. Значи, ние има и од страна на добронамерни луѓе за проширувањето, како што е тој господин, од наша страна има расположеност за размислувања и за начини на наоѓање како да се направи напредок, но очигледно дека во случајот, барем и со Грција, но и со Бугарија, самото членство во Европската унија беше начин за притисок и за наметнување на
нивните историски наративи, а тоа доведе да ние бидеме ставени во една таква да речам ситуација која ниедна политичка алхемија не би можела да ја надмине. И се надевам дека нема повторно да влеземе во една таква ситуација, имајќи во предвид дека геополитичката ситуација се влошува и Европската унија доколку има сериозен и да речам пристап кон проширувањето, а самата претходна комисија се прогласи за геополитичка, сега оваа мора да се прогласи за ултра геополитичка, ако сака да направи некој исчекор во проширувањето. Значи, нас ни требаат одлуки. Значи, одлуки пред се какво ќе биде асоцирањето, кога ќе биде асоцирањето и каков ќе биде тој тек и во какви групи ќе биде тоа распределено. Благодарам за разговорот и издвоеното време во тренинг. Благодарам и на вас. Андреј Лепавцов, поранешен амбасадор во Европската унија.